Веќе во студио ги имаме четирите дами, односно веднаш до мене Калина Вилковска, Сара Меис, Теја Богатинова и Ана Петановска. Благодарам многу за денешното издвоено време и еве успеавме да успеавте да дојдете сите навреме со цел да промовираме нешто многу големо, а секако тоа е веќе традиционален концерт, пред новогодишните концерти кои што сите им се добро познати, се подготвува и за оваа година, за крајот на 2025-та, насловена и по песната која што пред малку ја слушнавме и го видовме видеозаписот Нека трепка, па ева која ќе биде прва за да ни открие како течат подготовките во моментов. Па бога ми прво да се надоврзам дека успеавме да стигнеме. Беше баш предизвик голем за нас. Ама драго ми е многу што сме тука и ти благодарам многу за поканата и за поддршката. И во однос на концертите, оваа година која што го подготвуваме е на некој начин малку поразлично, заради тоа што подготвуваме целосно сценарио со режија, со сценографија. Баш онака сакавме да скроз колку можеме го доловиме оној новогодишен дух, на новогодишна атмосфера, да буквално кога човек ќе влезе во Македонската филхармонија да се почувствува буквално како да е дел од работилницата на Дедо Мраз, како да се наоѓаме во Лапонија и да сме обкружени со елфови, елки, колачиња и секакви новогодишни работи. Таков сличен е и репертоарот. Значи пееме божикни песни, новогодишни песни. Многу ни е драго што нели годинава се случи Нека трепка. Зашто сепак нашата најголема радост на некој начин е и кога пееме на македонски, кога се изразуваме на нашиот матичен јазик, можеме да го кажеме тоа онака како што луѓето им е најблиску, нели најтопло го доживуваат. Нели друго е да кажеме путер колачиња, друго е да кажеме Christmas cookies. Така што ете тоа ни е исто така една огромна среќа. Значи датата ни е 29 декември, Македонската филхармонија, 20 часот. Едва чекаме да се дружиме со целата публика, ние веќе имаме секојдневно проби. Од утре почнуваме и со пробите со Божикниот оркестар, кој е под водство на Иван Еминовиќ. Така што ништо еуфорични сме и одвој чекаме да се дружиме со сите. Не знам дали споменав дека билетите се на МК Tickets. Така да доста зборив, нека кажете што ги речеме. Верувам дека веќе интересот е голем, затоа што споменав и на почетокот, во овие 3 години веќе публиката се навикна дека некаде кон крајот на декември вие правите вакви предновогодишни концерти и самиот интерес покажува дека недостасува да имаме повеќе вакви настани, особено во овој период од годината, така што Калина, ева кога започнавте со предновогодишните концерти и како состав, дали очекувавте дека ќе прерасне во традиција? Не очекувавме, но се надевавме во секој случај. Сепак тоа беше најголемата желба, нели? Затоа и Сара го започна овој проект, за да се создаде нешто со трајни вредности, нешто што постојано ќе не потсеќа на она што ни е најважно реално и во семејните односи, во она кое што треба да се негува како култура кај нас. Така да со голема надеж и желба бевме дека секоја година ќе растеме се повеќе и повеќе и за волја на вистината и наша голема радост тоа и се случува. Без разлика на тоа колку патот на растот е тежок и полн обструкции, ние не се откажуваме во ниеден случај и нормално кичмата на ребетот на нашиот проект Сара апсолутно е секогаш до толку детерминирана да ги оствари работите до крај, што ние останатите немаме ништо друго избор освен да со љубов да ги прифатиме работите такви какви што сме и да дадеме максимална поддршка во сите аспекти. Вие сте значи исто така ребетот на проектот заради тоа што без вашата несебично раздавање, постилање по земјата и љубов и стварно све што правите, мислам, се гледа дека сите друго е кога еден влече, па другите некако ајде ќе дојдаме, па мислам дека во нашиот проект не е баш као јас да влечам они, него сите ние го сакаме ова и стварно го правиме со љубов и тоа се препознава. Со Теја баш разговаравме една колешка дека онака вика зашто толку проби имате. Не знам, имам чувство дека па ние чекаме да вчера и завчера немавме проба, викам леле како вака немаме проба. Ајде имаме проба. Така сега ќе имаме проба после емисијава.
Веќе сте подготвени да започнете и работната недела, меѓутоа и да се вратите на она што вас вие навика и што го исполнува вашето секојдневие, освен што работите напорно, всушност и многу вложувате за да биде секоја година поразлично и публиката да очекува, да биде во исчекување всушност. За годинава промената е што освен Скопје ќе настапувате и во други градови во Македонија, така што каква е агендата? На 21 декември почнуваме со Битола. Некако ни стана тоа традиција и лани мисля че ни почнавме со Битола. Само годинава сме дел од зимската приказна. Така е. На 28 сме во Штип. На 29 во Домот на културата. Веќе си знаеме. Така е, во Домот на културата. И на 30 декември, точно пред Нова година, во Кривопаланка ќе бидеме на плоштадот. Така? Yes, of course. Ана, ќе те прашам тебе во однос на репертоарот, Сара спомена дека најубаво е кога сите песни би биле отпеани на македонски јазик. Вашата работа и претходно и пред концертите тоа секогаш го надополнува, меѓутоа малку повеќе околу репертоарот, секако ќе бидат празнични, новогодишни, божикни песни, меѓутоа ќе биде ли и изменето нешто од изминатите изданија, на што ќе бидете фокусирани, односно класични празнични номери ќе бидат или што може да очекуваме? Така, па ние нашиот репертоар некако за годинава го темпиравме да е некако убавината од неколкуте светови на божикната музика. Има и мислам би сакала да остане тоа малку во изненадување што точно ќе биде околу репертоарот, така ако можам еден сублимат да направам, тоа ќе биде дел, секако ќе спаѓаат оние типични традиционални божикни, па и ајде да речам прак на коледарски песни, како и од нашата македонска традиција, така и од странската традиција, значи онаму каде што започнала некако по таа божикна приказна со и делот од католичкиот божик, но и нашиот божик православен. Тоа се некои две сфери. Ги имплементираме и модерните божикни песни, значи модерните и новогодишни песни, кои што се од светот на поп музиката и поп жанровите познати. Меѓу другото секако има и македонски доста песни, значи нели како што споменавме, ќе имаме некои од авторските, односно на проектите новогодишни и божикни на Сара, така што навистина ќе биде имаме некои дополнувања во однос на репертоарот дефинитивно, како нови номери, нови композициски, нови преаранжирања од аспект на работата со квартетот, така што навистина ќе биде едно интересно искуство, како и за публиката верувам, ама и за нас. Ќе биде предизвик. Да. Нов предизвик, меѓутоа вие сте 4 на сцена, 4 ве гледаме вака кога најавувате се што е ново со Сара Меис и девојките, со кој ќе ја делите всушност сцената и кој е позади сцена, позади камери, оние кои што секогаш безрезервно ви даваат поддршка и од технички аспект за да биде се подготвено и како што треба и колку е всушност битна и клучна таа комуникација со тие луѓе? Па, морам да ги пофалам тимот на Идеа Лаб тука, дека целосно се и они се распослаа, како што кажав, прес, како кој да е, можеби жаргонски зборов. Искрено го чувствувам така во однос на целиот овој проект. Мислам, навлезени се заедно со нас до секој еден детаљ, како што на почетокот ти спомнав, нели, од сценарио, реквизита, сценографија, целосна организација, нели до музичкиот дел ете повеќе на нас, ама сепак самиот сетлист што се вика проаѓа преку тие едни филтри да ние се седнуваме на состанок и го измислуваме како би било најдобро во однос на да биде издржано нели и како концепт и како сценарио и како промена на оние, како што кажа Ана, на некој начин стилови во репертоарот, заради тоа што има дел од песните, да речеме, кои што се новогодишни, па после имаме еден божикен момент, па имаме еден таков нежен, не смееме све да издадеме. Но, ете, тие се луѓето кои што ни се безрезервна поддршка и ни помагаат ова да биде возможно. Исто така, Иван Еминовиќ е човекот кој што, маестрото, кој што го води делот со оркестарот, со аранжманите, со договарање и комуникација, така што и он е еден голем дел од самава организација на сево ова. Благодарам многу за денешното гостување. Мене ми е многу жал што ни се скрати времето, меѓутоа такви се условите и Скопје и сообраќај. Битно е дека успеавте да стигнете и да најавиме нешто вака убаво и големо и како што веќе е традиција, така се надевам дека и долги години нанапред ќе бидете дел од нашата предновогодишна музичка сцена, така што публиката може да ве очекува секако во Македонска филхармонија
Секогаш ни е задоволство да сме тука на гости. Симонче, фала ти на поканата и ве очекуваме дечки на 29 во Македонската филхармонија да се дружиме и забавуваме заедно.